Пред мене денеска имам искусен политичар, човек кој што бил на пратенички функции, човек кој што бил во градоначалничките фотелји, човек кој што бил на министерски позиции, човек од дипломатска кариера, во периодот од 2016 до 2020 амбасадор во Бугарија, на Република Македонија во Бугарија, господинот Маријан Ѓорчев. Добро ми дојдовте. Добро ја најдов. Се чини дека тој период кога вие бевте таму почна најфреквентните случувања во односите меѓу двете земји, меѓу Македонија и Бугарија, ама денеска како да го достигнавме зенитот. Да, сега сме во фаза некоја на кулминација на таа монодрама, така да наречам, која што Република Бугарија ја на некој начин после подпишувањето на договорот за пријателство, соработка и добрососедство на 1 август 2017 година, во која што автор е Република Бугарија во насока на тоа дека сака договорот да го представи исклучиво како на некој начин наметнување на бугарските ставови во однос на тоа што представува нашето чекорење кон Европската Унија и приопштување на европските вредности. Така што ова кулминација која што случува денес е навистина многу тензична, затоа што само по себе овој документ кој што е произлезен како документ меѓу Франција како председаваштво Европскиот совет, Македонија и Бугарија, на некој начин е внедрена во една рамка, во погрешна рамка, закачена на погрешен зид. Тој зид, наместо да биде зид по европските институции кои што се отвараат за нас, за Македонија и за Западниот Балкан вклучително, тој зид треба да биде во Европската комисија, треба да биде во Европскиот совет. Наместо тоа, таа рамка е закачена, сите тие три документа, е закачена на зид тврдина, кој што не оградува како Западен Балкан и нас како Македонија и на некој начин не удалечува, веќе би рекол, децениски од нашата желба која што трае 21 година од Спогодбата за стабилизација и асоциација 9 април во Луксембург 2001 и не удалечува и не се знае перспективата кога ние ќе можеме таа наша желба на сите македонски граѓани, зависно од етничка, верска припадност, да ја реализираме како концепт Македонија да биде една од жолтите звезди на Европската Унија. Францускиот предлог, дали францускиот предлог ја турна државата во агонија? Дали така речено емоциите кои што владеат кај нас ја засенија суштината, неговата суштина? Прво, францускиот предлог не е француски предлог. Значи, тој предлог, мора да бидеме искрени, тоа што македонските институции не ја кажуваат вистината дека се преговарало наши представници од МНР. Зошто беше тоа? Ајде, пред тоа, па еве тој пристап е погрешен, значи таен пристап. Што крие? Во тој контекст тој пристап е погрешен. Република Бугарија ни одржа лекција од политичка култура. Тоа е образец на однесување како бугарските институции се однесуваат кон нивните граѓани, кон нивната влада, собрание, граѓански сектор, академија на науки. Ни одржа лекција. Јас и кога бев таму и кога се носеше декларацијата во 2018 година за позицијата на Бугарија и кога се носеше објаснувачкиот меморандум за нивното вето или декларацијата на БАН за македонскиот јазик. Значи, тоа сето беше направено со една голема дебата во медиуми, во портали, со месеци отворено. И потоа на крајот тие ги донесува заклучоците кои се негативни за нас, но во секој случај беа плод на една дискусија во која што учествува академици, интелектуалци, министри, пратеници и на крај дојдо до тоа нивно, би рекол, до тој нивен амалгам, заклучок кој што за нас е неприфатлив според мене, од мојаго нагледање, но во секој случај беше транспарентен. Цело време ние одевме во објаснување на нивните потези со еден, така да речем, со еден вел на тајност. Постојано сме покриени и не знаевме фактички се нешто се плашиме да кажеме кој наводно ќе ги навредиме, дали бугарите, дали председавачите кои беа Германија, нели беше Португалија, па Словенија, еве сега Франција, се нешто се плашиме дека со нашите изјави во јавноста, отворените дебати, ќе допринесеме за влошување нашата позиција. Сосема спротивно. Требаше да бидеме гласни, требаше да го артикулираме граѓанскиот глас, требаше да го
медиумските, исто вие сте многу важни во овој процес. Еве сега ќе не викнат, ќе не консултираат. Да, еве сега, ама отпосле, експост, не екс-анте. Ама кај нас се отпосле. Ако беше екс-анте, тогаш немаше да има вакви тензии. Ке знаевме со што се соочуваме, кој е зидот пред нас, како да го заобиколиме, не треба ние, нели, вие удирате со глава од зид, само ако зидот ви е потребен од главата. Значи, ние сме македонски вредносен систем, тоа е европски вредносен систем, сакаме да пристапиме кон нив, ама треба да отидете достоинствено, да отидете здрав, треба да отидете со една хармонија на демократска процедура. Оти демократијата е процедура, ништо повеќе. Таа не ве прави подобар човек од тоа што ќе станете член на Европската унија, само ќе ве препознае каков сте. Дали ги почитувате процедурите или не ги почитувате. Македонија не ги почитуваше процедурите. И затоа е ова тензија сега, затоа граѓаните се во право, тој предлог таков како што е не само што е неприфатлив за нас, тој е противречен сам по себе. Значи, тој противречи на основните, на темелните вредности на Европската унија. Тоа се, значи, Европа почива, Европската заедница на народи почива на различности, на народи, на нации, на јазик, на култура, на историја. Тоа се културни вредности пред се. Идентитетските вредности се културни вредности. Ова значи дека сме лоши преговарачи? Дека не бидува на тој терен? Пак ќе кажам, не ја имплементиравме до крај демократската процедура во нашата македонска држава. Така беше, јас се сеќам, јас сум малце во години кои што учествувал во разни процеси. Зато реков со големо диплома. Кога беше 93-та година, кога од грчката блокада се согласивме да го применим името поранешна Југославенска република Македонија, така беше во декември 95-та кога го сменивме знамето, така беше рамковниот договор и таму сум бил учесник 2001 година. Тоа се случи потоа и со овој договор кај што бев директно амбасадор во Софија и го наблюдував од страна, не бев вклучен во тој процес, не знам зашто. Така реши Министерството за надворешни работи и тогашниот министер, но во секој случај бев свидетел што се случува таму. И така се случува и сега. Значи, не ги почитуваме процедурите во кои што мора да излезе министерот за надворешни работи, министерот кој што за европски интеграција, вице-премиерот, премиерот да кажат, ние преговаравме за тоа, нашиот став е тој, ма не сега. Тоа требаше да се случи пред 7-8 дена, кога истото Генчовска во Бугарија, нивната министерка излегуваше и нивниот премиер Петков му паѓаше владата. Да. И тие собраа сили, замислете, му падна владата. И Борисов од друга страна се јави и рече, ако падне владата во Македонија, Петков ќе биде налик Путин. Значи Борисов се огласи на наша страна, така речено. Значи постојано беа активни, тоа ми е поентата. Морам да кажам дека се согласувам со вас дека тоа општество таму е позрело во однос на тоа што значи почитување, пак ќе кажам, таа демократска процедура. Тие испочитуваа и оно што е најважно, ниту министерството, ниту премиерот во оставка, ниту сите тие чинители во бугарскиот извршен систем не се дрзна да го запостават собранието, туку прво она што беше предлог беше пратен во Комисијата за надворешни прашања за надворешни работи во Република Бугарија. И оттаму собранието реши како што реши и потоа владата возвратно ги извести францускиот претседавач дека го прифаќа предлогот, иако тој формално не е уште не е акт на Унијата, затоа што веќе Франција заврши на 30 јуни, сега е веќе чешко председателство, ние пак после заради нашето доцнење, сега ние реагираме отпосле и од тие причини се забавен тој процес, но јас сум убеден дека тој не може да заврши со ама власта убедува што побрзо, тоа подобро за сите, да се отстранат, така речено, емоциите, условно речено. Значи, деновиве се повикува на тоа дека се шират лажни вести, дека секој го толкува тој документ, тој предлог како сака, дека широката народна маса не е запознаена. Ова го зборувам. Еве, и мислам дека министерот за надворешни работи рече дека премногу емоции се внесени во сето ова и дека треба целата процедура да се рационализира. Како да рационализираме? Кај да ги ставиме, кај да ги вметнеме ние емоциите? Постои ли човек без емоции во еден ваков момент? За вакво прашање, содржинско прашање во нашите животи, значи нема човек кој што нема емоција кога во прашање неговиот каде припаѓа тој, неговата припадност, што е тој? Неговата, како да кажам, како се чувствува како македонец кој што зборува на својот македонски јазик, кој што почитува својата историја, својата култура, таков човек нема кој што нема да реагира емотивно. Не постои таков човек. Тоа што власта или во дадени моменти било која актуелна власт во Република Македонија, ова сегашна исто така, не го оценува тој момент
и мисли дека политичката интерпретација на категории кои што не смеат да се интерпретираат политички, туку треба да дозволиме, дајте сега тргнете се од тоа што представува позиција на власт, туку предочете го тоа што го имате како достигнато како преговори, ќе даде прво институциите, пред да дадат институциите, ќе дадете, еве, вие сте повикани медиумите, ќе дадете, еве, јас како граѓански активист долги години во Пан Европа на Македонија бев поканет на една конференција на Институт за демократско општество, Институт за европски политики, таму беа Кацарска, Симонида, таму беше Трошановски, Марко, таму беше Колозова од научен институт, тој беа многу луѓе таму кои што дискутиравме граѓански. И од таа граѓанска дискусија произлегува некои заклучоци кои што беа пратени до владата. Од вас, од медиумите, ќе произлезе исто така сет на заклучоци. Од други некои експерти во делот на нашата има Македонска академија на науки и уметности. Кај е ставот на Македонската академија на науки и уметности? Таа мора да биде консултирана. Во ниту еден процес, барем јас тоа го следам долги години со работам со Република Бугарија, конкретно се фокусирам на таа тема, бугарското општество секогаш прво се консултирало со Бугарската академија на науките. Што ќе кажат белите коси, што ќе каже мудроста, што ќе кажат академиците, тоа е така и во Европа, така и во секаде во светот. Независно на кој дел од светот има совет на мудреци, има совет кои што кажуваат, ние ќе криеме од почетокот, па после ќе отвориме нешто, па нема да го затвориме и ќе дојдеме во ситуација рационализација. Да, рационализација, да, како сега рационализација? Што треба да направиме ние за да не се скршиме главата од тој зид кој што е. Че треба да бидеме рационални, ама треба да бидеме и мудри. И пред се треба да го штитиме долгорочно македонскиот стратешки интерес. Ако ние не се сочуваме самите себе си, ако не се одбраниме самите себе си, никој друг нема да го одбрани нашиот македонски дом. Ние тука живееме. Го видовте ли вие овој предлог? Го имате ли прочитано? Да, значи јас го прочитав интегрално, морам да кажам, во делот на уште до почетокот го читав од БГНЕС на бугарски јазик, преку неговиот портал, потоа преку Дојче Веле. Ама пак од БГНЕС. Прво од БГНЕС, што правиме да тие ги објавија, се информираме. Да, тоа е тоа. И второ, преку Дојче Веле, кој што беше единствена така куќа во портал или медиум во Македонија, кој што го објави интегралниот текст на тоа на бугарското собрание, преведено на македонски. Значи, тоа го прочитав и потоа сега ги читав истовремено темелно и на англиски и на македонски јазик двата документа. Само го немам прочитано протоколот во насока. И вие не го знаете? Да, не го знае никој. Владата не го објавува, ја го знам протоколот што е прифатен од бугарска страна. Она што беше објавено од БГНЕС дека за кое што Република Бугарија тврди дека нема да отстапи од таа позиција. Фактички за тие сакам да ви кажам, три документа. Тоа се два општи документа и еден посебен. Двата општи документа се изјавата на ЕУ за преговарачкиот процес, која што е интегрален дел со преговарачката рамка, тоа е едниот општ документ, и вториот општ документ е заедничката позиција на Европската унија во врска со првата меѓувладина конференција на Европската унија и Македонија. Тие се два општи документа. Сега во тие два општи документа е содржано во одредени нивни членови, ќе ви ги кажем и кои сте членови, содржан е протоколот. Содржан е протоколот или како што се нарекува сега со наводно видоизменетиот француски предлог, кој што според мене не е суштински видоизменет, туку се работи за лингвистичка, еве да кажам, пермутација некоја, тука на зборови, и во кој што се состои дека протоколот се заменува со зборот годишен извештај и мерки за ефективна реализација на договорот за пријателство од 2017 година. Тие се три документа за кои што сега за тие годишен преглед и мерки се состои од последната, од втората меѓувладина конференција меѓу Македонија и Бугарија. Јас бев на првата, тогаш бев уште амбасадор и бев во Стромица се одржа. За втората немам индиции што се разговарало, но факта овој сега што е протокол или годишен извештај е тоа што е дискутирано на седницата на таа меѓувладина конференција меѓу Република Бугарија и Република Македонија во 2019 и од тука натака треба да ги содржи сите она што е договорено во период 2019-2022 сега и мерки како понатаму, рокови, мерки стојат, како понатаму да се, пак ќе кажам, ефективно реализира
договорот за пријателство, соработка и добро соседство. Што е предлогот од Франција? Што не ви се бендисува во бугарскиот протокол? Рековте, го видовте, го имате прочитано, имате информација. Каде е опасноста по Република Македонија? Опасноста е во самото тоа што тој протокол, таков како што е сочинет, во три дела е опасноста. Првото е во делот на работата на мешовитата експертска комисија за историски образовни прашања, значи во делот на историјата, кај што Бугарија таму поставува рокови. Значи во рок од една година треба да се променат учебниците за 7 оделение во делот на цар Самуил, дека тоа било усогласено. Дали усогласено, ќе кажат не знаем. Да, ќе каже нашите представници во комисијата. Имаме ко-председавач, господинот Драги Георгиев, професор доктор Драги Георгиев. Дали е тоа усогласено или не, тие ќе кажат. Поднатаму имате во делот на културата, ви имате таму информатички брошури за македонски музеи. Утре тоа може да се случи во делот на манифестации музички кај што ќе се афирмира македонската музика, која што е дел од македонската култура. И на крајот имате во делот на неколку битни категории кои што не се дефинирани ни правно, тоа е говорот на омраза, рехабилитација на жртвите на комунистичкиот режим во Социјалистичка република Македонија и возвратно рехабилитација на жртвите во комунистичкиот режим во Република Бугарија од 45 до 89 година, но кај нас сентенцата е дека има покри политички и етно политичка димензија, значи тоа што тие биле репресирани како етнички бугари, односно македонски граѓани со бугарска самосвест, а таму во Бугарија не стои таа категорија таму. Пример, ви кажем една дискрепанца, една несиметрија во тоа. Значи бугарите, затоа што не го признаваат, не ја признаваат македонска нација како еден историски развој, континуиран историски развој на стекнување на македонска самосвест, се е потврдување на македонскиот јазик како една долговековна манифестација на духот на македонското население. Тие бидејќи тоа не го признаваат, ние не навлегуваме у тоа да им кажеме во тој протокол дека вие исто сте должни да кажете колку македонци биле во затворите во Белене, репресирани од аспект на тоа што чувствувале како етнички македонци во Бугарија. Затоа што во сите пописи 46 година до последниот попис електронски есента, македонци во Бугарија има. Тоа не е феномен, тоа е факт. И тоа во голем број ги има. Имате здруженија граѓански Омо Илинден, Пирин, Јанен Сандански, кои што одржуваат колективни манифестации, го манифестираат својот колективен македонски дух. И затоа велам, тој протокол е така сложен, комплексен, комплициран да можеме да го разрешиме и тука ќе се кршат многу копија. Јас не верувам дека постои македонец, независно од етничка и верска вероисповест или етничка припадност, кој што ќе се согласи на такви некои одредби да ви дадат рокови како вие ќе го моделирате образованието на вашето дете. Кој што ќе ви кажат во 7 оделение ќе ставите дека цар Самуил е бугарски цар, дека треба да се смени плочката на тврдината. Ние тоа треба да го прифатиме. И ние тоа треба да го прифатиме ако го потпишеме со параф. Сега. Тука е закачката, тука е стапицата. Стапицата во, да кажем, противречна североатлантските вредности. Зошто? Затоа што договорот за пријателство со работка, чиј што интегрален дел е протоколот, е вметнат во член 5 од преговарачката рамка. Значи во член 5 од преговарачката рамка за прв пат Европската унија си противречи на самата себе си и вели во член 5 точно вака треба да се Република Македонија да вложи напори во делот на регионалната соработка и унапредување на добрососедските односи, да приложи докази дека тоа ќе го негува, ќе го гради во иднина. И тука требаше да стои точка, како што стоеше на времето Бугарија која влегуваше, Романија во 2007, Хрватска 2011 или пред тоа Кипар, не е битно. И тука завршува точка. Кај нас се додава дека во унапредувањето на регионална соработка и добрососедски односи сега се вметнува тој посебен дел, влегуваат и почитување на договорот од Преспанскиот договор и договорот за пријателство, соработка и добрососедство со Република Бугарија. Значи, билатерален проблем се внедрува во преговарачка рамка. А он рекоа дека билатералните проблеми нема? Рекоа и во изјавата исто тоа го стои во член 4, а изјавата е интегрален дел на преговарачката рамка, а тоа исто стои и во протоколот во преговарачката рамка во член 5. Значи,
Тоа е што македонската влада мора да го објасни на македонските граѓани. Дека тоа е така. Сега, вие ако не го подпишете протоколот, вие не приложувате ефективни мерки за негова реализација и во тој случај вие ќе бидете закочени за тоа што имате обврска во преговарачката рамка за предување на добрососедски односи, тој договор да биде ефективно реализиран. Разбирате ли се како е тоа врзаноста, целата нитка е тоа. Да. Значи ние затоа протоколот не се објавува, затоа што е многу сензибилен. Секој македонец ќе реагира дополнително со емоции. Еве јас тврдам дека тој е многу сензибилен, тој е многу тежок и видете тоа е товар. Нема човек што нема национално его, национална суета. Секој човек има. Дали е албанец, србин, грк, турчин, македонец, секој има национална суета. Некој е поизразен, некој не. Ама тука се работи за есенцијални вредности. Ако беше така билатералните спорови, што е сега ќе биде бенчмарк, пазете, ова преговарачка рамка ако се усвои, ако ние се согласиме, што не смееме да го прифатиме, ќе биде бенчмарк и за Босна утре, и за Косово, и за Молдавија, за следните, за сите. И тоа ќе биде многу тешко. Мислете, ако беше така, например, за Кипар, никош немаше Кипар да влезе во Европската унија заради проблемот со Турција, имат и гранични и територијални проблеми на островото Кипар. Ама ако го дозволи тоа Европската унија, нема да се наруши комодитетот и сето тоа што се случува. Затоа велам, апсолутно ќе настане криза во Европската унија, затоа што тоа ќе биде политички преседан, тоа ќе биде административен преседан, тоа ќе биде и етички. Од моралниот кодекс на унијата ќе биде етички преседан. И тука ќе се случат тектонски пореметувања затоа што се изместуваат самите стандарди на Европската унија. Имате непринципиелност, двоен стандард и имате противречност со темелните вредности. И тука Македонија си е потполно во право да се повика на повелбата на основањето на Европската заедница, подоцна и на унијата, каде што јасно се кажува кои се темелните вредности, а темелните вредности се содржани. Знаете, вие кога ќе ги почнете преговорите со Европската унија, кога се почнат, дај Боже да биде тоа во време кое што ќе бидеме испочитувани како народ, како држава, како поединци, како култура на крајот на краиштата, таму стоат првиот кластер ви се фундаменти. Таму тоа или темели. Во првите два фундамента ви се кластерите поранешни од преговорната рамка, 23 и 24. 23 е правосудство и фундаментални права, 24 ви се правда, слобода и демократија. Вие ќе паднете на првите фундаменти, ќе паднете. А ние велиме, ние не смееме да се мешаме во внатрешните работи на Република Бугарија, затоа што тоа е мешање во внатрешните работи. Како тогаш Република Бугарија се меша во внатрешните работи на Република Македонија? Ти бараат отварање на уставот, бараат... Точно, тоа е тоа. И сега врз основа на тоа албанците велат добро, ако се отвори уставот, тие пак друго нешто бараат. Ако го отвориме уставот, тогаш ајде и ова да го направиме 20% да ги... Тука е стапицата. Значи таа е многу тешка стапица, тука не се кине нога, тука се кине глава во таа стапица. Значи тука ние ако знаете зошто? Затоа што уставот не се отвара, тоа не е албаџиски тефтер да го отварате кога сакате. Ние 3 пати го отваравме уставот. 93-та, 2001 и последниот пат за Преспанското договор 2018 година. И секогаш со огромни отстапки ги прави македонската држава. Но овдека вие уставот треба да го отворите по барање на бугарските клубови во Македонија, односно клубовите на македонските граѓани со бугарска самосвет, нивните здруженија. На крајот на краиштата имате политичка партија бугарска во Македонија, ДГУ, Демократска граѓанска унија, кој што може да излезе на избори утре да има пратеник македонец со бугарска самосвет кој ќе каже дека се чувствува бугарин на одговорниците на парламентот. Тоа е нивно право, имаме нели во нашиот парламент срби, турци, други заедници. И зошто да нема и бугари? Значи тие треба тоа да го бараат однатре, тоа да биде созреано, тие да го бараат и така низ една демократска, пак ќе кажем, процедура, од тоа почнав и тоа мислам е клучното во овој процес на нашето приопштување на европски вредности и чекорење кон европските национални институции. Тоа треба да биде направено со дигнитет и да удоволиме на нивните барања, а на овој начин барање под диктат, под уцена, нормално дека ќе ги на некој начин охрабри сите оние непринципиелни барања внатре во Македонија и тогаш ќе настане една, тогаш како што велат ќе настанат меѓуетнички тензии, ќе настанат ќе настанат ако ние цело време отстапуваме и нема крај на отстапките. А ако вие кажете да, во оној момент кога Македонија ќе биде спремна да влезе во Европската унија, кој ќе биде последниот кластер кој ќе го работиме, пред да се обработат статистичкиот пресек на македонското општество, да тогаш ние даваме
Еве, гарантираме дека во тој момент, заради тоа што ќе бидеме членка на Европската Унија, ние ќе пристапиме кон вашите барања, конкретно еве и за промена на Уставот. Ама за тоа имаме процедура, сигурно ќе трае тоа една деценија, да се усогласиме, да разговараат сите институции во системот, нели, и со бугарските здруженија, клубови тука, што е нивната цел, што е нивното барање, да се отворат средби со институциите и на таков начин за еден долгорочен демократски процес да дојдеме до тоа што го бараат тие граѓани во Македонија тука. Оти уставот не е за македонските граѓани. Так. Тие луѓе, македонски граѓани со бугарска самосвест, не треба да одат кај бугарските институции, председател, премиер. Тука треба да идат. Тука треба да действуваат. Треба да бидат примени од Пандаровски. Тука треба да се пожалат. Тука треба да се пожалат, треба да бидат примени од премиер, не е битно кој премиер, не е битно кој председател. Се менуваат и председатели и премиери, животот е долга патека. Колку е заштитено на вистина во овој предлог што се нуди македонскиот јазик, колку ние можеме да веруваме дека на вистина прашањето е кристално чисто, како што вели еве и ВМРО Народна, дури беа како се вели, реагира преку соопштение, има еден јасен став, вели да не спориме околу тоа, македонскиот јазик е кристално чист, исто така историските прашања се надвор од таа преговарачка рамка. Можеме ли ние да бидеме кристално, да речеме, да веруваме на тоа? Јас веќе објаснив дека историските прашања се во рамката. Со тоа што е протоколот и договорот фактички во рамката, тие се во рамката, а за македонскиот јазик ние немаме никаква гаранција. Се додека, кога ги завршиме преговорите, тој не стане, тогаш беше во порано, јас кога преговара во Брисел во делот на тие преговорен процес за стабилизација и асоциација, тој јазик кој што и уште тогаш ние почнавме да ги преведуваме документите од СССР на македонски. Значи тоа е процес. Србите ги преведуваат на српски, хрватите на хрватски, бугарите на бугарски, кога чекореле кон Европската Унија. Србија чекори веќе, нели, отвори во 2014 година. Хрватска ги отвори после нас, ние 2005-та, ние 2001 отпишаме стабилизација, они после нас, ние кандидатски статус, тие пак после нас, само 2011 станаа многу брзо за 5-6 години членка на Европската Унија. Тоа сакам да кажам. Значи, нема таква гаранција. Тоа е работни верзии во кои што се кажува дека треба да бидат преведени документите на македонски, толку така стои, точно така во член 3 од изјавата. Во овој процес на пристапување на Македонија кон Европската Унија, документите од Акито ќе бидат преведени на македонски, точка. И потоа стои. Но ќе вложат унилатерална еднострана изјава. Пак е тоа но. Да, но ќе вложат Македонија и Бугарија. Со политичко толкување како бугарите го гледаат јазикот. Сигурно таму ќе стои веројатно некоја флоскула, некоја фуснотичка. Ама нашите велат нема фуснота, нема звездички, се е чисто. Како нема, стои дека ќе вложат еднострана изјава, секој како ја толкува. И тоа ќе биде процес на преговори. Бугарите дури да не вложат така, можат на првиот кластер демократија, слобода и права да кажат ние протестираме во точката 3 од изјавата и во точката, ќе кажат некоја точка таму, го спориме македонскиот јазик. И точка. Ние сметаме дека тоа не е македонски јазик, дека тоа е јазик на република, согласно уставот на Република Македонија, или ќе речат тоа е согласно јазик, согласно уставот, или нешто друго ќе кажат, или тоа е дијалект на бугарскиот јазик, тоа имат право да го кажат. Таму се седат на масата. Јас сум сега ваш гостин, тука седам со вас заедно. Значи тие имат право тоа да го кажат. Ние немаме никаква гаранција дека тоа така ќе остане. Може некој ќе ја подржи Бугарија. Еве 2019 година нас не спречи Бугарија, не спречи Грција, нас не спречи Франција, Данска и Холандија. Тие беа трите, значи може утре ќе се јави некоја држава која што ќе има исто така негативистички став по тој процес. Да, шефот на државата ми се чини дека излезе со еден предлог околу резолуција во моментот кога ќе оцениме дека сме, да речеме, условувани од дали од Бугарија или од некоја друга земја, Македонија да прекине со преговарачкиот процес со Европската Унија. Колку држи тоа? Еве веќе имавме некои реакции дека предлогот е дебакал, дека не води никаде. Прво не држи да го прекинеме преговорите. Ние не треба да дојдеме од тоа да прекинуваме преговори. Значи ние треба сега во овој момент да им објасниме на Европската Унија, тоа е дипломатијата, тоа е државата, тоа е процедурата, да им кажеме овој предлог кој што е конципиран на база на ваши консултации со нас, ние не можеме да го прифатиме од причина, како што говорев, затоа што за култура, за идентитет не може да се разговара, а тоа е во член 5 од преговарачка рамка. За јазикот не можеме да кажеме дека тоа е решено прашање само од политичка
гледна точка, затоа што јазикот ќе биде официјален јазик на Европската унија тогаш кога ќе станете членка на Европската унија. Порано беше кажав, поглавје 34, официјални јазици и таму ќе пише англискиот, сега не Англија, простете, францускиот, германскиот, финскиот, чешкиот, словачкиот и таму ќе стои македонскиот. Тогаш ќе биде македонски. Тогаш може да кажеме дека е македонски јазик. Од кога ќе биде завршен. И тогаш треба тогаш треба ние да го смениме уставот пред да влеземе пред да се дефинира тоа едно со друго оди. Сега пазете која е условеноста. Бугарите велат за да отпочнете преговори, а Европската унија тоа го прифаќа. Прво ќе имате, ако ние дадеме гаранции дека ќе го смениме уставот, прво имате политичка меѓувладина конференција на која што Европската унија ќе каже еве со Република Македонија отпочнуваме преговори. Тоа е првата политичка една точка. И потоа ние треба во рок од неколку месеци или колку ќе трае тоа, година или две, оти тука треба политичка согласност, ние сме представничка демократија. Имаме пратеници во парламентот, едни избори, може ќе има други избори. Значи може да трае тоа и 5 години, може да трае 5 месеци. Во секој случај треба да се донесе одлука да се промени уставот. И ако не се промени уставот, ние не можеме да влеземе да почнеме преговори у првиот кластер од преговорите, тоа е кластерот, пак ќе кажам, човек fundamentals или темелни одредници на унијата. А таму се човековите права, таму се правдата, правосудството, слободата, демократијата. Значи тоа е тоа, а тоа е поврзано. А вака ако одиме на тој да објасниме, логично е да ги водиме преговорите во една нормална процедура, како што имаше Кипар, како што имаше Бугарија. Па Бугарија има проблеми, имаше Бугарија 2007 година со Србија, таа не каже дека со Македонија има проблеми. Таа не извести Европската унија дека нема нерешени прашања малцински, јазични, било какви прашања со Република Македонија 2007 кога Бугарија на 1 мај стана членка на Европската унија. Таа не го пријави тоа. Нити пак протестираше 2018 при ратификацијата на договорот за наше зачленување во НАТО дека има со Македонија малцински или било какви прашања. Пазете, тоа е дипломатијата во преговорите. Бугарија не пријави ниту кога станувавме членка на НАТО, нити таа кога стануваше членка на НАТО, нити кога стануваше членка на Европска унија, во НАТО стана 2004, Европска унија 2007, не пријави никакви проблеми со нашата држава. А таа имаше проблеми и со Грција, и со Србија, и со Турција, и повторно стана членка на Европската унија. Значи, тоа се тие, како што велам, двојни стандарди. И затоа ние треба да ги гледаме работите. И затоа тука чувството дека Македонија е како еден вид на дворски шут во Европската унија. Па сега не би си дозволил да се квалификуваме како дворски шутови, но во секој случај сме онеправдани. И мислам дека тука тоа што го говорев претходно, луѓето не гледаат, не обсервираат, не анализираат. Јас себе знам како долгогодишен. Јас сум преговарал со Европската унија во делот на агрокомплексот. И сум успел да ги окончам преговорите. Успешно. Значи, за тоа што сум имал концепт, независно од тоа како тече преговорите, ние сме во агрокомплексот со нашиот агрокод МКД, ние сме дел од европскиот агрокомплекс. Како сме ги поминали тие трговски бариери, регулаторни механизми, заштити, ние тоа сме го направиле. И затоа велам, не треба, тоа тие не обсервираат и тие гледат. Тие анализата која остапија за едно, остапија за друго, остапија за трето, ако ги притиснеме сега тука да им ветиме тоа, ќе отстапат. Не, треба да се каже, ние завршивме со отстапките. Вие имате обврска. Македонија плати прескапа цена. Со Пресманскиот договор е сменето името на Македонија. Таму стои дека тој договор се прави за наше зачленување во ЕУ и во НАТО. Со тоа точка. Со тоа ние завршивме. Отстапки повеќе нема. Ние бараме од вас стандардот кој што беше применуван до сега за сите други држави да биде и за нас. И за нас. Сега имате со Бугарија проблем, вие решавајте си го проблемот со Бугарија. Гарантирате ваша членка, дали ќе ги смените вашите протоколи околу тоа консенсуалното гласање. Тоа си е ваш проблем. Треба да се најде внатрен начин како тоа да помине. Кај нас дома, што е она што сега го прави ВМРО ДПМН? Се чини дека малку се смени таа политичка слика. Дали сега глумат еден вид на загрижени патриоти или грешам? Не, ВМРО ДПМН постапува во овој момент принципијално. Од моја ъгла на гледање. Сега аз така го гледам. Зошто постапува принципијално? Таа е главна опозициона партија, има во парламентот 44 пратеника, мислам, и тука без нејзина согласност не може да се промени уставот. Она што е, да речеме, што се обидува да го протне во актуелната позиција. Значи, тоа не може да се случи. Значи, таа мора да биде консултирана. И тие отидоа на консултации. Јас тоа го наблюдувам од телевизорот.
Отидоа на консултации и понудија на оно што е многу важно. Значи, македонскиот национален интерес е поважен и државниот интерес од тоа да имаме предвремени избори. Еве, ако заеднички се усогласиме во собранието, на Комисијата за внатрешна политика, потоа со собраниско гласање, да се кажат македонските ставови, да се одбие предлогот како недостоинствен, непринципиелен, двоен стандард, противречен, тогаш ние ВМРО ќе се откаже од предвремените избори, барем за предвремени избори. Тоа е државничка позиција. Тука нема тоа се пренесува, тоа се снима, вие медиумите го следите, го анализирате. Веќе и власта е задоволна со тоа што сами седна и понудија нешто. Седна и така треба да биде. Значи, ако јас тврдам дека ако се соберат сега и малите партии, гледам дека и ДОМ, и ЛДП, и Демократски сојуз, и сите партии, албанските партии релевантни, БЕСА, Алијанса, ДУИ, ако сите се соберат на маса и ќе договорат дека ние продолжуваме, јас не сум согласен со тој став на кој што изнесовте претходно, дека ние ако бидеме загрозени, сега влеземе у преговори, па ако бидеме загрозени ќе излеземе. Не. Ние ќе им кажеме на европејаните, ние остануваме на европскиот пат. Само бараме рамка која што ќе биде достоинствено чекорење. Бараме и ние гаранции, не само бугарите што барат гаранции. Затоа во тој контекст мислам дека ВМРО ДПМН допринесува во контекстот на тие анализи, ќе видиме во собранието, ако на крајот во собранието најдат еден конструктивен диалог, еден начин како да излеземе од ова неповредени, да излезе Македонија неповредена, да. Верувате во тоа дека може да излеземе неповредени? Па верувам, затоа што ако ние доставиме достоинствен одговор до Европа, ќе кажеме, ова не значи прекинување на преговорите со Европа. Ова значи барање по соодветно решение, по квалификувано решение, по усогласено решение со вашите вредностни критериуми. Затоа велам, многу е битно сега единството. Мисля, единството во смисла, пак е парламентарна демократија, некој ќе биде против, некој за. Но во основа е да се разговара и да се најде излез во смисла неповреденост, дека ние сме продолжуваме затоа што имаме многу далеко отидено, многу жртви има направено овој народ, многу висока цена плати до сега и ние немаме право да се откажеме од тоа што до сега сме очекорали. И подобро да превенираме, да кажеме ова ќе биде погрешно, затоа што знаеме оно што се случува. Јас убеден сум дека Бугарија си има свои стандарди во тоа прашање. Тие се многу вековно етаблирани. И Бугарија нема да отстапи од своите барања. Ако мислиме ние дека со притисок на Соединените американски држави, дека тие ќе попуштат заради Црноморскиот басен, кризата сега со Русија и Украина, дека Европската унија ќе ги притисне околу кохезионите структурни фондови користењето. Еве вчера ги наградија со 11 милиони евра, а тие протера 70 руски дипломати, па така е таа дипломатска нитка што би се рекла. Тоа е сериозна, јас тука да бидам сватан правилно, тоа е сериозна држава, сериозна дипломатија и точно знае што бара. И затоа ние треба однапред да се подготвиме, да кажеме, бидејќи знаеме какви се ставовите на Бугарија, предупредуваме вас од Европската унија, тука нема да има компромис, тука ќе има дебати, нон-стоп кочење на Македонија во тој. И ние мораме тоа однапред да го излачиме од преговорниот процес. Ајде да влезам во збор. Колку бугарските пасоши, земањето на бугарските пасоши од македонски граѓани придонесе, така речено, условно речено, да си ја продадеме душата на ѓаволот, што би се. И тоа е мистификација, госпоѓо Весна. Мистификација. Зошто е мистификација? Вие имате во законот право да имате неколку пасоша. Така. Да бидете бипатрит или колку има. Так. Тоа го има и Србија во своите закони, тоа го има и Бугарија. Црна Гора нема. Од Црна Гора мора да бидете апатрит. Едно државјанство црногорско. Во нашиот закон е дозволено. И во Бугарија е дозволено. Сега, ако имате вие право да бидете, имате право да, тоа законот ви го дава, да бидете бугарски државјани или македонски државјани. Единствено, ќе кажете на пописите, или како што велат бугарите, пребројувањето во вашата земја, кај нив или кај нас пописот, колку граѓани има кои што навистина се чувствуваат како етнички бугари во Македонија. И се покажа. На пописот кој што е мониториран од многу земји од Европската унија и неспорна е неговата точност. 3504 граѓани македонци се со бугарска самосвест. Толку се. И сега тоа некој од бугарјани го спори. Сега да побараме да објават они електронски правила, колку има македонци сега во Бугарија? Последниот пат кога беше пописот 2011 година, во Бугарија имаше 1604 македонци. Постојат како бројка? Да, си постојат. Си постојат. Има бугарски граѓани кои што велат јас сум македонец. Има списание на македонски јазик, Народна воља у Благоевград. Имате здруженија граѓански кои што не ги регистрирате.
ви вели Советот на Европа регистрирајте ги, не ги регистрирате. Така што она приказна со пасошите, тоа е еден добро концепиран концепт, но тоа е законско право. Вие не може, Македонија го дава тоа законско право. Зошто не се пишаат тие 120.000 македонски граѓани со бугарски пасоши, бугари на пописот? Моабетот е колку Значи, Бугарија тоа може да го искористи во овој момент во незина полза. Треба вака да одговараме, како ја што одговарам. Господ од Европската унија, колку има македонски граѓани со бугарска самостојност, имаме попис. Колку овие случувања во државата можат, и претходно напоменавте горе некаден во муабетот, навистина да ги нарушат меѓуетничките тензии во државата. Еве, синоќа веќе гледаме случувања, некои превирања и така натаму, инциденти. Колку тоа може да влијае на нашата меѓуетничка карта, тука дома? И јас сум убеден геополитички гледано дека не може да влијае, зашто така мислам дека за секоја меѓуетничка тензија која што произлегува потоа што се преточува во конфликт, треба големи финансиски средства. Значи една војна што се случува во соседството, што се случуваше во Блискиот Исток или сега се случува и кај нас, значи тоа иницира трошење на големи финансиски. Тука нема пари. Тука нема кој да заработи едноставно во оваа војна. Ги изгубиме сите. Второ, нема зошто да се случи меѓуетнички тензии во Македонија, со тоа ќе се наруши чекорењето на Албанија кон Европската унија, како наш сосед, во кој што исто живеат албанци. Како етничка структура, како нација, како субстрат на албанската држава се албанците. И нема потреба албанците во Македонија, кои што се хармонизирани и ги добија сите човекови права дури и над стандардите на Европската унија, да бараат нешто што би било вон стандардите што ги имаат сега. И затоа не верувам дека ќе дојдат до меѓуетничка тензија, туку тоа е некој наратив кој што се изведува сега во моментот, за да некако се протурка предлогот дека ако го прифатиме предлогот нема да има меѓуетнички тензии. А ако не го прифатиме предлогот, тоа служи како параван за скривање. Ако го прифатиме предлогот, нема да има меѓуетнички тензии. Ако не го прифатиме, ќе има меѓуетнички тензии. Јас не гледам зошто би имало меѓуетнички тензии. Гледам македонското општество е веќе после рамковниот договор кој што е потпишан во 2001 година, значи тоа е договор кој што е целосно имплементиран, тој е дел од уставот, тој нема што за него да разговараме. Тоа што е во уставот, сите одредби во уставот се веќе имплементирани во македонското општество, луѓето се интегрирани во македонското општество и нема потреба ние да сега се повикуваме на меѓуетнички тензии кога верувајте дека дури малцинските групи во Македонија имаат поголеми права од мнозинскиот народ. Така го гледам јас проблемот во Македонија. Знаете што значи Бадентер? Бадентер, кој што се применува кај нас, значи дека ништо не може да донесете без учество на малцинските групи. Така што тие ги имаат дури и поголемо право од мнозинството. Фактички ние сме ги инкорпорирале нив во нашиот систем, општествен систем и пазете, морам да кажам тука, ние немаме македонците друга држава освен Македонија. Нашата држава е Македонија. И ние сме како субстрат на македонската нација се македонците. Тие направиле македонската држава. Така е направена Автономска Македонија. И се што сега се случува после 1991 година е полека разградување или разнишување на темелите на Автономска Македонија. Таа е држава на македонскиот народ. Сега ние полека претворивме во граѓанска држава, па од граѓанска држава претворивме во етнички заедници, држава на етнички заедници. Сега оди понатаму разградувањето во дури аспирации од соседни некои или може и подалечни земји кои што сакаат тука можеби тоа да го предизвикаат некакви меѓуетнички судири, нема потреба од тоа. Ние немаме друга држава. А тие луѓе што живеат тука од други етнички заедници се исто така македонски граѓани со кои што градиме соживот, со кои што градиме заедништво, кои што се дел од нашиот живот и мораме така да продолжиме да живееме. Тоа е нашиот живот. Темата многу широка и бара навистина време за анализа, меѓутоа еве да оставиме простор и понатаму да видиме какви ќе бидат случувањата во државата во однос на сите овие, да речеме, констелации со Бугарија, како ќе се реши целата оваа работа и вие, како што рековте, да се надеваме на едно позитивно решение, на нешто што не води кон позитивен пат. Пак ќе повторам на крајот. Позитивното решение да покажеме храброст, да покажеме енергија, да кажеме на Европската унија што е нашиот став по ова прашање, кое што пак ќе кажам неправедно кон нас, иако во политиката нема праведност, нели, меѓународната политика е интерес и сила, тоа се гледа меѓународно свет. Таму победува помудриот. Да, но во секој случај треба да бидеме мудри,
се согласувам со вас, и треба да им кажеме на Европската унија, дајте, овој предлог не води во амбис. Овој предлог не води во сериозни проблеми во државата и затоа да продолжиме да преговараме додека не е точно таа изјава што ја даваат некои од актуелни би рекол вршители на должноста. Јас кога бев министар, велам бев вршител на должност. И потоа заминуваш. Сега се тие ќе дојдат некој друг. Нека не се лутат. Тоа е фактичката состојба. Тоа е фактичката состојба. И сега дајте, не кажувајте така, нема да има подобар предлог. Јас сум бил свидетел и на лоши, и на добри предлози, сум го слушал и Солана, и Баросо, и Рен, и Јункер, сите сум ги слушал, сега ја слушам Урсула фон дер Лајен. Се менуваат луѓето, се менуваат принципите, се менуваат, кажав им дури идеологијата. И затоа велам, кој е тој што ќе тврди нема да дојде подобар предлог. Може веќе за време на чешкото председателство ќе има подобар предлог. Значи секогаш треба да бидеме оптимисти. Може Асен Василев ќе дојде уште подобар. Секогаш треба да бидеме оптимисти и да си веруваме во нашата способност дека ќе издржиме на тоа што сме го проектирале како подобра иднина за сите македонски граѓани, а пред се, еве јас согласно мојата возраст, заради младите за кои што јас сум убеден како поколение имат шанса да живеат подобро, да им дадеме подобро устово тоа што ние сме ги имале за живот. Благодарам. Ви благодарам за учеството и за одвоеното време. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието.